Детската градинка во Виница, во која дневен престој користат околу 200 дечиња, рано утринава осамна во придружба на полицијата. До пладневните часови се расветлуваше синокешното разбојништво кое според првичниот увид не ги офајдило крадците, но ќе го оштети буџетот на градинката. Сторителите влегле преку решетките од кај подрумот за да дојдат до канцелариите на директорот и секретарот, скршиле неколку стакла и разбиле неколку брави, но најмногу од се зад себе оставиле вистински хаос. Откако ми известија, додох овде нешто 20 до 6, преку ходникот видовме дека мојата канцеларија и канцеларијата на секретарката е разбиени, вратите се широко отворени. Направивме обиколка со припадниците на полицијата од двршната страна, преку прозорот утврдивме дека и кај мене и кај неа се шкафовите, ормарите се сите отворени, документацијата расфрлана како на депонија, така да кажам. Откако дојдоа полициските инспектори, заедно влеговме во објектот и констатиравме дека најмногу штета е направено на самите влезни врати, значи скршени стакла, оштетени брави. Од времето што ги имав на располагање до сега, единствено утврдив дека недостасува фотоапаратот на градинката. За други недостатоци сега не сум утврдил. Исто така поголема штета е направено на металните архивски ормари. Откако кражбата во градинката не ги задоволила нивните апетити, продолжиле кон дневниот центар каде ги скршиле влезните врати. И тука потрагата било по шкафовите, но според надлежните, освен неред, украдени предмети нема. Како и да е, ова не е прв грабеж во овие две институции и претходно во неколку наврати беа крадени пари и друг технички материјал, а како проблем се посочува и слабото осветлување на овој дел од градот, како и дворот на градинката. Сметам дека и тоа е една од причините, иако ние интервенираме постојано откако прегорат уличните сијалици, многу се доцни со интервенцијата и нивната замена. И моментално на улицата Стив Наумов пред градинката, две сијалици се подлого време прегорени. 4 влезови во градинката секој пат се осетени ноќе. Според правичните неофицијални информации, сторителите најверојатно се малолетници за кои веќе полициските досија се одамна отворени, а кој ќе биде следниот чекор на надлежните останува да се види. Но после 4 кражби во овие институции, поставувањето на камери дефинитивно треба да биде задолжително.